Почитуван на господин Стефче Јакимовски, почитувани дами и господа, гости на оваа наша промоција, сакам најпрвен на сите вас искрено од срце да ви се заблагодарам за вашиот одзив и да ви најавам една работа која што благородно ја правиме во лидерство на господинот Јакимовски, сега почетно во град Кавадарци, а е со една цел која што значи да се афирмира политичкото организирање кое што ќе има критериум на застапување граѓанинот, неговите интереси, неговото создавање на услови за се подобар живот. И во таа насока сакам во почетокот да изразам еден коментар кој што во многу се совпаѓа идентитетот на досега вршењето на граѓанската опција во Кавадарци Панчо Минов и ова што се прави на републичко ниво, оваа иницијатива која има многу карактеристична кратенка ГРОМ, граѓанска опција за Македонија, во која што има едно совпаѓање на тоа дека она што ние го афирмиравме во Кавадарци и она што ние се рефериравме како еден значаен субјект во политичкиот живот на Кавадарци, сега се на републичко ниво организира како посебен политички субјект, кој што, по моје длабоко убедување, е баш онаа работа која што и требе на Република Македонија, баш е онаа работа која што ќе значи излезно решение во ова безперспективно, без решенија сивило во поларизираноста на актуелната позиција и опозиција во Република Македонија, нешто што е ново и што за свој атрибут го има во средиштето, во центарот граѓанинот, извршењето на функцијата не за партиите, не за органите на партиите, него за исклучиво интересите на граѓаните. Во структурата на граѓанскиот состав во Кавадарци, бидејќи еден од главните критериуми нели е и мултинационалноста, има и роми, сакам посебно да ги поздравам. Ајде еден аплауз. Има и турци, срби и власти. Тоа е во суштина и поентата на оваа политичка организација, во нејзината платформа. Мултиетничноста фактички е еден голем атрибут и голема снага која што ќе биде препознатливост за оваа политичка организација и за нејзината перспективност. Она што мене ме убеди во моето лично и на моите приврзаници приклучување во оваа граѓанска опција за Македонија ГРОМ, тоа е она што мисламе најглавната карактеристика на оваа политичка организација, а тоа е нејзината определба кон исклучиво третирањето и вршењето на политичкото делување во интерес и за граѓаните. Јас мислам дека успехот ќе биде неодменлив, бидејќи она што значи сега реакција во политичкото милје на Македонија
на незадоволство од власта или разочараност од опозицијата дека не може да се спротивстави на партнерството во смената на позицијата, мислам дека оваа определба, која што фактички на сите избори победува, она правило дека не победува партиите, не победуваат лидерите и органите на партиите, него граѓаните и они каде ќе се определат групацијски, сега има една голема шанса преку оваа политичка организација, преку Граѓанската опција за Македонија, преку ГРОМ, тоа сето да се обедине, да се интегрира и со сета силина да настапе на наредните председателски, на наредните парламентарни избори и да ние бидеме од Граѓанска организација за Македонија прво со едно значително учество во парламентарната власт. Аплауз. И со тоа мислам дека ќе се позицира и трасира насата неминовна позицираност и место кое што е неопходно во политичкиот живот, а и во вршењето на власта во Република Македонија. Јас исто така сум голем приврзаник локалиста и во однос на застапувањето за кавадарци сметам дека досегашната запоставеност што ја има кавадарци во однос на и политичката застапеност во структурите на власта во Република Македонија, посебно во извршните структури во Скопје, мислам дека таа запоставеност, бидејќи кавадарци како подценето и регионот Тикве што не го заслужуваат по својот историски развој, по својата стопанска структура, нас ни е местото многу поавторитативно во структурите и органите на Република Македонија. Мислам дека ова што ГРОМ ќе биде многу јак ГРОМ во кавадарци, тоа, од друга страна, ќе значи и завземање на вистинското заслужувачко место што го има кавадарци во развојот на Република Македонија, како еден центар на лозарството, центар на винскиот туризам, но во исто време и индустријски центар, по поново време, нели, и со автомобилската индустрија и со металургијата. Тука мислам дека тоа што ние учествуваме во Република Македонија и граѓаните да можат во смисла на завземање на авторитативната позиција на кавадарци во Република Македонија, мислам дека граѓаните од таа работа треба да се офајдат. Офајдувањето треба да се подобро живее во кавадарци да има постречни луѓе и да има сите да ни завидуваат како порано што ни завидуваат дека сме најстандардно висока општина во бивша Југославија и во исто време и во Република Македонија. Една од причините што исто е голем предизвик да се биде во Граѓанската опција за Македонија е и нејзиниот победнички дух и лидерството на мојот пријател Стефче Јакимовски, кој што она што го направи во општина Карпош по втор пат, кој што го како пример лансира како можност во Република Македонија дека може да се победат и едната голема партија на позиција и другата голема партија на опозиција. Мислам дека тој победнички дух, тоа победничко лидерство е предизвик дека може да се победи и во Македонија. Кавадарци, Тиквешијата и изборната единица 4, каде што парламентарно припаѓаме, како исклучиво земјоделски општини, каде што имат многу заеднички именител. Она што до сега се
беше во реалноста на вршењето на политичката власт, има многу голема шанса, има многу голема реалност да преку гром со лидерството на господинот Стефче Јакимовски да се направи една победничка борба, еден победнички поход, кој што ќе значи со примерот на вистинските решенија, со примерот на практичните делувања кои што ќе бидат за граѓаните, да не му викаме дека му е арно и да не слушат преку медиумите како му е многу убаво, а они, ете, кобајаги не може да го тоа видат и да го почувствуват, него на вистина, со едно реално, со големо застапување за господинот граѓанин, со една вистинитост во делувањето и со една убеденост во она што го делуваме од страна на прифаќање на граѓаните, да направиме да во силата на она што е граѓанската опција, во силата на она што победува на изборите, со конкретни примери како на луѓето да им е подобро, да луѓето ги убедиме дека преку нашата политичка организација ќе живеат поубаво, ќе имат постречна иднина и со тоа да направиме успех и на гром на републичко ниво, а и за Република Македонија.